Можем? Почитувани, општина Кочани, во која со години наназад не се случуваше ништо, конечно може да се пофали со некои плодни реализации. Сакам да ги набројам сите проекти што ги започнавме, од кои голем дел се веќе реализирани, а ќе дадам најава и за она што следува, за да Кочани како општина си го врати заслуженото достоинство кое беше занемарено во претходните години. Првиот чекор од преземањето на функцијата градоначалник го направив уште вториот ден со тоа што предложи да се намалат даноците и намалувањето на даноците придонесе за зголемување на приходите во тековниот период. Со тој потек, споредбено со претходните години, наплатата на данок на имот и комунална такса е зголемена за 4 пати. Општинската администрација функционира подобро и почна да работи како вистински домаќин на општината. За најмладите приуредивме 9 детски игралишта на различни локации во Кочани, а ги саниравме и детските игралишта на градинката Павлина Велјанова и на нејзините 4 клони. Отворивме голем спортски центар на запуштената локација обрасната со дива вегетација, на која се собира алкохоличари, хулигани и наркомани, каде сместивме центар составен од фудбалско игралиште со вештачка трева, игралиште за кошарка, трибини и целосно негово хортикултурно уредување. Почнавме да ја средуваме инфраструктурата на општината, се тампонираа повеќе улици и се крпеа ударни дупки во градот и околните села. Изградени се повеќе подпорни зидови во повеќе улици во градот и во другите делови од општината. Утврдени и изготвени се повеќе дупови на територијата на целата општина. Реализиравме акција за уривање на дивоградбите во заштитната зона на фабриката за вода на 18 објекти. Извршивме промена на дотрајаната електрична инсталација во градскиот парк, поставивме нови канделабри покрај споменикот на Никола Карев и ги заменивме старите. Ги осветливме мостовите во централното градско подрачје, а не ги заборавивме ни селата Миличани, Бели, Горни и Долни Подлог, кои конечно добија улично осветлување. Во делот на хигиената и чистотата, ангажираните 50 работници, вработените во јавното предпријатие и активисти, се извршија чистење на диви депонии, канали во градот и речните корита, на Кочанската река, Оризарската река и Брегалница. Поставивме 100 контейнери на територијата на општината Кочани и ја регулиравме состојбата на градската депонија. Започнавме изvedба на фекална канализација во населбата Трчевик, Бавчевот, Бејрут, Трајаново Трло, Монополски Бавчи и улица Бороловџија. Во руралните подрачја започната изградбата на канализацијата во село Прибачево и село Бели, а исто така ќе почне реализирањето на изградбата на тротоарите на улиците Роза Петрова и во западниот дел на влезот од градот. Паралелно со сите овие активности одржуваме постојан контакт со граѓаните. Во директни средби со нив во претходните 2 месеци формиравме на територијата на општина Кочани 18 облици на местна самоуправа, местни и урбани заедници. Во областа на културата и просветата можем да кажам дека се извршија санација на објектите на сите основни училишта: Кирил и Методи, Раде Кратовче, Марина Попиванова, Никола Карев, училиштето Крстен Петко Бисерто во Оризари. Се изврши нивно доопремување. Први во Република Македонија извршивме замена на класичните електрични светилки со светилки кои користат сончева енергија. За да ја запазиме традицијата и културата, успешно одржавме повеќе манифестации во минатиот период. Светскиот ден на ромите, фестивал на ѓурѓовденски обичаи, петроденски конаци, драмски аматерски фестивал, петроденски турнир во фудбал, богородични игри во село Долни Подлог, Open Fight турнир за фудбал за најмладите. Во подготовка сме на патрониот ден за ослободувањето на Кочани и на големата културна манифестација Денови на Оризот, која е од големо значење на општината и пошироко. Изградивме нов експлоатационен бунар во местноста Грбовски Орман за водоснабдување, а во план е изградба на препумпни станици за поквалитетно водоснабдување во критичните зони и на селата Тркање и Грбовци. Како еден од поголемите проекти што предстои е реконструкција на дело средна зона на водоводната инсталација на град Кочани, проект на Светска банка,
чија подготовка е во првата фаза, а кој опфаќа промена на азбест-цементни цевки во средна зона во должина од 12 км. Проект кој е од регионално значење е средување на сливот на реката Брегалница, која со нејзиниот тек ги поврзува сите општини од источниот регион. Со поставување на повеќе мали каскадни брани ќе се формираат акумулации кои ќе бидат од големо значење за наводнувањето, а ќе има влијание и на целокупната микроклима во регионот, со што ќе се обезбедат локации за рекреација. Понатаму се планира изработка на урбанистички проект за браната Речани на Оризарска река, за која што е завршена првата фаза пробивање на пристапен пат до локацијата и отпочнати се работите на геомеханичките испитувања на теренот заедно во соработка со владата на Република Македонија. Физибилити студија за идејни проекти за изградба на мали акумулации на Араниска чешма на Осогово. Изработка на главен проект за обиколен пат на Осоговските планини за поврзување на општините Македонска Каменица, Кочани, Пробиштип, Кратово и Крива Павање. Други проекти кои што ги планираме се изработка на студија за користење на геотермалните води во Банјологијата и Аквапарк, урбанизација на старата напуштена касарна во соработка со владата на Република Македонија, изградба на 20 чешми, од кои веќе 17 имаат своја локација и средствата за нивната изградба се предвидени во буџетот. Изградба на 2 цркви на територијата на урбаната територија на општината Кочани, отварање на музеј на град Кочани и уште еден музеј под името музеј на Оризот, пренамена, односно целосна реставрација на старата касарна во зграда на колективното умовење за студенти и ученици. Водени од грижата за обезбедување поквалитетен живот за сите граѓани на општината Кочани, покажавме дека сериозно се стремиме кон остварување на детеното. Досега реализираното е доказ дека за краток временски период успеавме да започнеме и завршиме проекти кои локалната самоуправа, водена од новото раководство, ја профилираат како ефективна и транспарентна. Продолжуваме понатаму со уште поголем интензитет преку дополнување и усовршување на кадрот за поголем квалитет и професионалност во работата. Ви благодарам на вниманието.